Дали треба да се случи трагедија на патниот правец Струга-Дебар или од дроните и карпите да затрупаат некого, за надлежните сериозно да сватат дека се работи за небезбедна и дотолку ризична делница, што може да чини и човечки животи. Крајно револтирани, вака реагираат жителите од Дебарскиот крај. Ја овој пат би го нарекол руски рулет. Значи, за да дојдеш од општина Маврово Ростуше, се движеш према Дебар и према Скопје, навистина е катастрофално. Страшното е во тоа што 20-30 години овој пат не се чисти воопшто. Значи, путар вие не можете да сретнете на пат. И страмото е да нема никој на патов да не чисти. Значи, од време на време ќе помине болдужер да ги земе по крупните и тоа е све што се случува. А не знам колку има вработени путари на овие патишта што земаат плата и лежат. Шопрати. Патот од Струга до Дебар во должина од 53 километри е многу лош, непрегледен. Уште поопасен го прави тоа што е полн со кривини, па не е ни чудо што постојано се случуваат сообраќајки во обид на возачите да ги избегнат одроните на патот. Проблемот е што кога сега еве ја денеска удрив, овде на 300-400 метри погоре двајца веќе се удриле карши избегањето од камењата. Страшно е кога ќе пријавиш никој не ти нема некој да ти одговори, ниту да те обештети, ни да те заслуша. Што се случува? Возачите на товарни возила принудени се сами да ги отстрануваат камењата од коловозот за да си овозможат минување, а и да не настрада некој. Живописните краишта на Мавровско-реканскиот крај постојано ги посетуваат туристи кои доаѓаат да уживаат во убавините, но првиот впечаток е лошата слика и патешествијата низ кои поминуваат патот, вели нашиот соговорник Тефиковски. Патниот правец Струга-Дебар е послан буквално со огромни камења. Можам слободно да кажам дека без малку на нити едно место не е поставена заштитна мрежа. Возачите возат со страв, бидејќи во секој момент парче од огромната карпе може да заврши над нивните автомобили.